Во екот на обидите за премостување на деценискиот јаз меѓу Македонија и Грција, едно од најзначајните прашања кои ја дели јавноста е и потребата за распишување референдум за евентуалното решение. Без малку сите македонски политички партии во своите изборни програми во сегментот посветен на овој проблем предвидуваат консултација со своите сограѓани. Но, како владеачките коалиции во двете земји оптимистички се доближуваат до компромис, од истиот сечени се оддалечуваат обичните луѓе. Оттаму и стравото од изјаснување на јавноста за ова исклучително значајно прашање, кое би можело да им пресуди на вонредните усилби на властите во Скопје и во Атина, нескромно поддржани дел од меѓународната заедница. Друго прашање е дали со оваа динамика на разговори и преговори ќе стигнеме да организираме референдум кој би имал ефект врз договореното. Министерството за правда се обиде на мала врата да протурка измени во законот за референдум, но се повлече од идејата да интервенира по скратена постапка по реакциите во јавноста, иако се правдаше дека новините би биле од техничка природа. Според актуелните прописи, референдум на државно ниво е задолжителен само применување на државните граници или пристапување и истапување од сојузи. Преостанатите евентуалности ги уредува членот 20 од Законот за референдум, а според него референдум на државно ниво распишува Собранието на Република Македонија. Воедно, Собранието распишува референдум на државно ниво по сопствена иницијатива и по предлог на најмалку 150.000 граѓани. По предлогот за референдум, Законодавниот дом е должен да се изјасни во рок од 30 дена, пошто одлуката се објавува во службен весник, а од тој момент до одржувањето на истиот не можат да поминат помалку од 60, ниту повеќе од 90 дена. Со тоа, ако намерата е да се спроведе пред самитот на НАТО во јули, тоа би значело дека најдоцна до почетокот на март владата ќе треба да го распише референдумот. Сепак, не е исклучено договореното решение да биде етапно, па да не им пречи на роковите кои ги газат двете влади, или референдумот, како и Венецијанската комисија во случајот со законот за јазиците, да биде консултативен и со него постфестум, да одглумиме демократски капацитет и да ја поделиме одговорност. Иако во македонското законодавство е предвидено одржувањето на референдум и изјаснување на граѓаните, во пракса тоа тешко се спроведува. Досегашните малубројни примери укажуваат дека единствено успешен бил референдумот за осамостојување на Република Македонија, а не помина вториот за територијалната организација во 2004 година. И додека двете најголеми политички партии во Македонија цврсто стојат на ветувањето за референдум, а за непотребен го сметаат албанските политичари и дел од експертите, изјаснување на граѓаните за горливото прашање е можно и во Грција.